Почитувани спортски новинари од земјата и странство, почитувани учесници и организатори на симпозиумот Спортот за државата, државата за спортот, почитуван господине Јура Озмец, почитуван господине Јанис Дракас, почитуван председателе на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски, почитуван поранешен председателе на Македонскиот олимписки комитет господине Васил Тупурковски, почитуван господине Нанев, почитуван Иван Атанасовски, советник на председателот за спорт, почитуван председателе на Советот на општина Струмица, драг наш градоначалниче, советници, спортски работници, наставници по спорт, почитувани наши еминентни екстрадни уметници кои што сте вечерва овде со нас, почитувани дами и господа, ми представува чест и задоволство што сум дел од овој значаен настан, кој во својата дводневна широка лепеза на активности опфаќа бројни сегменти кои се во функција на развојот на спортот, но и на спортското новинарство. Се надевам дека симпозиумот навистина ќе оправда потребата од неговото одржување и ќе ги донесе посакуваните бенефити. При тоа чувствувам потреба да се заблагодарам на организаторите за поканата и за изборот токму јас да бидам еден од воведничарите на оваа дебата. Сакам најпрвин да го споделам со вас моето чувство на среќа, гордост и задоволство што овој симпозиум се одржува во мојата, во нашата Струмица, која без никакво сомнение важи за еден од најголемите спортски центри во државата. Затоа секако сведочат големите успеси наши струмички. Пред се на струмичкиот колективен спорт, но и поединечните спортови, со бројните државни шампионски и куп титули, потоа партиципирање на струмичките спортисти во македонските репрезентативни селекции во разни спортови, како и мињата на познатите и признати спортски интернационалци од Струмица, на познати и признати спортски и интернационалци, кои што насекаде зборуваат и за Струмица и за Македонија, а тоа се бројни имиња на еминентни спортски екипи во Европа и надвор, каде што буквално тие настапувале. Секако, само неколку од нив, имињата на нашиот Благој Истатов, Горан Пандев, Владо Илиевски, Никола Ѓоргиев и уште многу други, Ване и други кои што се дури некој вечерва овде со нас, сведочат сите заедно за полната афирмација на струмичкиот и македонскиот спорт во меѓународни рамки. Згора на тоа, Струмица повеќе пати била град, домакин на разни меѓународни спортски случувања, како што се официјални надпревари на репрезентации, меѓународни турнири, но и на европски првенства во неколку спортови во разни возрастни категории. Поради сето ова, но и поради желбата да се придонесе во развојот на спортот, Фондацијата ЗАЕФ, едно општество за сите, во целост го поддржува овој настан. На крајот на краиштата ги чувствувам за пријатели сите спортски новинари, начело со доаенот на македонското спортско новинарство, господинот и мој добар пријател Бошко Трпевски, па сметам дека таквите пријателства треба да се негуваат и продлабочуваат. Овој симпозиум ме враќа на 4 години наназад, во октомври 2018 година, како што можевме да видиме од оваа презентација, во нашиот убав Охрид, кога се одржа самитот на спортски новинари од Југоисточна Европа, кога во улога на председател на владата на Република Северна Македонија имав можност да го поздравам самитот и неговите протагонисти, но и да бидам активен дел од него. Тогаш се разбира, зборував за заложбите што ги прави државата за подобрување на перспективите на македонскиот спорт, истакнувајќи го при тоа влогот на владата преку Агенцијата за млади и спорт и реализацијата на системот на спортски ваучери, но и други значајни нешта кои беа во функција на прогресот на спортот кај нас. Си спомнувам дека во таа прилика истакнав едно мое размислување, кое вели, ако спортот оди напред, тоа е доказ за растот и развојот на државата. Да, и денеска држам до тоа мое мислење, но само би додал дека тој раст и развој понекогаш знае да биде хендикипиран, на тој начин што субјективните проекции и ангажмани знаат понекогаш да бидат под влијание на одредени објективни случувања кои се надвор од нашите желби и очекувања. Сите ние сме заедно сведоци на неубавите нешто од кои што бевме затечени сите. Нешта кои го преокупираа светот во изминатите години, а тоа се прво пандемијата од COVID-19,
како и економската и енергетската криза кои произлегоа како нус појава од војната во Украина. Како резултат на тоа, сите области во сите општества на земјината топка доживеа тектонски пореметувања. А на таквите состојби не беше имун ниту спортот. За тоа зборуваше и почитуваниот господин Топурковски. И кога веќе ја спомна војната, кон која се вперени очите на светот, чинам дека е повеќе од неопходно да зборуваме за антиподот на војната, а тоа е мирот. Морам да признам дека мирот е мојата омилена тема на сонување, размислување и делување. Ние можеме да носиме во себе мноштво љубови кон разни животни и општи вредности. Ние можеме да сметаме за себе дека сме и боголюбиви, и човеколюбиви, и родолюбиви, но сето тоа си го ставаме под голем прашалник ако не сме миролюбови. Едноставно мирот треба да биде наш постојан приоритет, наша звезда водилка, која треба катадневно, будно да ја следиме. Ниту еден наш животен сон, ниту еден наш животен стремеш, ниту еден план за креирање на едината не може да биде реализиран доколку сме го изгубиле мирот. Мирот во земјата, мирот во нашето блиско или подалечно обкружување и мирот во светот е еден од главните предуслови за нашиот душевен мир. Токму затоа, секој од нас треба да биде противник на каква и да било воена агресија, на секое воено дејство, кое руши нечии домови или други материјални добра, кое одзема невини човечки животи и сее страв и очај. Секој од нас треба да биде чувар на мирот, но и да знае дека мирот најдобро се чува во мир. Притоа, воените арсенали треба да се заменат со ползување на оружјето на совеста, добрата мисла и добриот збор, со оружјето на подадената рака, со оружјето на компромиси, пријателство, заедништво, соработка и отварање нови хоризонти кон иднината. Исто вакво пријателство кое што го гледаме помеѓу спортските новинари од целиот овој наш југоисточен европски регион. Таквиот мир е многу позначаен, покорисен и подрагоцен од оној мир кој долго ќе ги носи лузните од војната која му предходела. Фондацијата ЗАЕФ, едно општество за сите, пред месец и половина, со поддршка на активностите кои го негуваат значењето на мирот меѓу најмладите струмичани, го одбележа 21 септември, Светскиот ден на мирот. Пораката што дечињата ја испратија од тој настан гласеше: мирот е се. Пораката секако значи и добро сите да размислиме за значењето на таа порака. И ќе сватиме дека многумина познати светски мудрици, мислители, државници и други познати луѓе ни оставиле во наследство бројни изреки и мудри мисли за мирот. Но ако сите тие мисли ги собереме воедно, резултатот на вистина би бил мирот е се. Такви се моите гледишта, уверувања и размислувања, таков е мојот однос кон мирот, кој треба да биде и да остане наш стремеш, но и наш дострел. Така делував и во годините кога бев премиер, водејќи нималку лесни преговори кои водат до изнаоѓање заеднички јазик и носејќи тешки и одговорни одлуки за еднината на татковината, а такви ставови негувам и денес како основач на фондацијата ЗАЕФ, едно општество за сите. Двете позиции се диаметрално спротивни една од друга, но сум исклучително горд што оној и овој Зоран Заев е истиот тој човек, истиот македонец, миролюбец. Тој миролюбец доби повеќе меѓународни награди за мир, а заедно со господинот Алексис Ципрас бевме номинирани за Нобелова награда за мир. Во оваа прилика само ќе кажам дека за мене постои само една единствена награда за мирот, а тоа е мирот. Се радувам што нашата татковина, Република Северна Македонија, продолжува да ја негува и унапредува миролюбивата политика, заснована на почитување, надминување на бариерите, разбирање, пријателство, толеранција и соработка. А кога сме кај соработката, сакам да истакнам дека сум исклучително горд што се вгради в себе си сиот мој потенцијал во иницијативата Отворен Балкан,
која преку насловот, а се надевам и суштински, убаво кореспондира со една од вашите дводневни активности, наречена Отворен спортски Балкан. Оваа иницијатива треба да биде вистински урнек и за другите земји од регионот, па и пошироко, затоа што на најубав можен начин ја промовира и афирмира довербата, како искрена форма на изнаоѓање најкус пат до прогресот на подобрата иднина. Ние може да се разликуваме по многу нешта, но заеднички треба да ни биде стремежот кон таа иднина. Отворен Балкан не е ништо друго, туку отворена можност за непречена билатерална и мултилатерална соработка на сите можни полиња, вклучително и на полето на спортот. Така се гради пријателство, така се оди напред, така се чува и надградува мирот. И кога на овој симпозиум има можноста да зборувам на таа прекрасна тема, би си дал за право на крајот да кажам збор 2 и за влијанието и поврзаноста на мирот и спортот, како две нешта кои имаат повеќе сродности и заеднички точки. Многумина луѓе прават грешка кога стават знак на равенство помеѓу мирот и слободата. Да, точно е дека има сличности помеѓу овие два збора, но не секогаш тие се компатибилни. Тоа значи дека не секогаш мирот ја подразбира слободата, но и добар предуслов за нејзино етаблирање во општествените норми и вредности. Постојат примери кога одредени земји и општества живеат во мир, но на граѓаните им се суспендирани бројни слободи и права кои по правило треба да им припаднат. Долга е таа низа на слободи и права кои треба да ги уживаат граѓаните, а една од нив е и слободата на спортување и доброволно здружување и основање на спортски здруженија. Од таквата слобода немаат полза само оние кои се занимаваат со спорт, туку и самата држава, бидејќи спортот, меѓу се друго, содействува со индивидуалната и колективната перспективност, мотивација и желба, а тоа е повеќе од потребно за секој општество. Но, за да не должам повеќе, би се вратил повторно на самиот крај на поврзаноста меѓу мирот и спортот. Факт е дека спортот, покрај сите негови белези, ја има благородната функција да влијае врз одредени состојби кои представуваат опасност по мирот. Токму спортот има таа способност да ги надмине таквите опасности и предизвици, да помирува и да промовира разбирање, еднаквост, толеранција, соработка и пријателски односи, нешта кои и политичарите понекогаш и не се во состојба да ги воспостават. Спортот нема разлики во националноста, верата или јазикот. Јазикот на спортот е универзален и со него може да се разберат и оние кои навидум не се во состојба тоа да го сторат. Тој обединува и го разбива мразот на сите можни непријателства. Едноставно тоа е алатка за мир, или што би рекол Нелсон Мандела, спортот има моќта да направи позитивна трансформација на светот. И не може да биде случајност тоа што светот секоја година на 6 април го одбележува Меѓународниот ден на спортот за развој и мир. Не може да биде случаен фактот дека еден од најважните фундаменти врз кои почива модерниот олимпизам и олимписки дух е токму мирот и пријателството меѓу народите. На крајот можеме само да заклучиме: на спортот му треба мир, на мирот му треба спорт. Се, дури двете работи, одат рака под рака, светот има голема шанса да ги совлада сите предизвици кои се исправени пред него. Ви посакувам убав симпозиум. Благодарам.